рекламите, време за вестите. Докторка вработена во Кочанска општа болница едва успеала да спаси жива глава, откако вчера на дежурство била давена од сина пациентка која претходниот ден била примена на интерно одделение. Денес со 15-минутен мирен протест, лекарите од Кочанската општа болница го искажаа својот револт поради честите напади од страна на агресивни пациенти и роднини. Интернистка вработена во Кочанската општа болница одвај успеала да спаси жива глава, откако вчера на дежурство била давена од син на пациентка која претходниот ден била примена на интерното одделение. Денес со 15-минутен мирен протест, лекарите од Кочанската општа болница го искажаа својот револт поради честите напади врз нив од страна на агресивни пациенти и роднини, а истовремено и дадоа подршка на својата колешка интернист. Иако докторката ги прегледувала резултатите на пациентите кои требале да примаат инсулин, напаѓачот инсистирал да добие информација за здравствената состојба на неговата мајка. Тој не успеал да дочека интернистката да си ја заврши работата, па и се нафрлил и со голи раце почнал да ја дави. Има нападнато на дежурната докторка со обид за убиство, со давење, и докторката беше за среќа спасена од едни млади деца кои носеа бабата на преглед. Во колку да не влезеа тие деца, ќе имаше далекосежни последици по докторката. Лекарката се здобила со хематоми по вратот, а доживеала и психичка траума пошто побарала неколкудневно боледување. Лекарите алармираат пациентите да бидат пострпливи, бидејќи поради заминување во Германија и пензија, нивниот број се повеќе се редуцира. Со овој протест апелираме до населението да бидат стрпливи, затоа што со време сега со помалку лекари остануваме и неќе може да бидат услужени, значи ќе бидат услужени ургентните, а потоа другите пациенти. Случајот е пријавен во полиција. Синдикатот на работниците од управна, правосудните органи и Сдруженија на граѓани реагираа на изјавите на премиерот за непродуктивност на администрацијата и за тоа дека вработените не заслужуваат зголемување на платите. Неговиот став дека администрацијата не работи и дека работи на принципот клати врата, земи плата, всушност покажува дека владата, министрите, директорите, раководителите на сектори и одделенија кои ги назначува владата се оние кои треба да бидат одговорни за лошото менаџирање и вината треба да ја побара кај нив, а не кај административните службеници, велат од синдикатот. Тие бараат од премиерот да ги преиспита ваквите ставови и како што велат наесен очекуваат зголемување на платите на вработените во администрацијата и јавниот сектор. Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани реагираа на изјавите на премиерот за непродуктивност на администрацијата и за тоа дека вработените не заслужуваат зголемување на платите. Неговиот став дека администрацијата не работи и дека работи на принципот клати врата, земи плата, всушност покажува дека владата, министрите, директорите, раководителите на сектори и одделенија кои ги назначува владата се оние кои треба да бидат одговорни за лошото менаџирање и вината треба да ја побара кај нив, а не кај административните службеници, велат од синдикатот. Тие бараат од премиерот да ги преиспита ваквите ставови и како што велат наесен очекуваат зголемување на платите на вработените во администрацијата и јавниот сектор. Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани сака да го праша премиерот дали знае колкави се примањата на вработените во администрацијата, зошто овие вработени немаат регрес за годишен одмор, кога било последното зголемување на нивните плати, дали имаат основни услови за работа и дали се жртви на мобинг токму од политички поставените директори или раководители. Дали премиерот може да објасни зошто вработени со работно искуство повеќе од 25 години се уште немаат статус на помлад референт, а новопримени вработени без ден работно искуство стануваат раководители, директори, па дури министри. Зошто се уште се исплаќаат плати со правилници и одлуки, наместо со колективни договори и закони, прашуваат од синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани. Акцијата Пролетно чистење и уредување во Штип продолжува и оваа недела, а на самиот почеток се опфатени населените места Балканска Македонка и село Чардаклија.
Акцијата Пролетно чистење и уредување во град Штип продолжува и оваа недела, а на самиот почеток од оваа седмица се офатени населбите Балканска, Македонска и село Чардаклија. Покрај своите тековни активности на целата територија на општина Штип, јавното предпријатие Стипион 2011 заедно со другите институции се фокусира во овој дел на градот. Екипите на јавното предпријатие Стипион 2011 вчера работеа на одбележување на хоризонтална сигнализација во село Чардаклија и населбите Балкански и Македонка, како и на замена на улични светелки во овие населени места. Во селото Чардаклија беа чистени диви депонии, а во населбата Македонка беа санирани прекопи. Јавното предпријатие Стипион покрај своите редовни активности се фокусира заедно со останатите јавни предпријатија и институции на почетокот од оваа недела во овие три населби. Имено во текот на вчерашниот ден работевме во село Чардаклија на расчистување на диви депонии, замена на уличните светелки, во населба Македонка санација на прекопи, и во сите три населби улично обележување на хоризонтална сигнализација. Денеска сме во населба Балканска, каде работиме на замена на уличните светелки. Денеска се продолжува со расчистувањето во овој дел на градот, но исто така се работи и на уличното осветлување во населбата Балканска. Планираме во овие 2 дена да замениме негде околу 50 на светелки. Зборам за населба Балканска. Ова активност е продолжување на активностите поврзани со уредување и чистење на градот, преку кои што ќе бидат офатени буквално сите делови од Штип. Акцијата започна минатата недела во населбата Сењак, а продолжи во населбата Дузлак, каде минатиот петок екипите на јавното предпријатие Стипион 2011 чистеа диви депонии. Нема нови насоки наставни програми во средните училишта. Ова година повторно ќе се запишуваат во старите насоки, а веќе наредната година почнува реформираното стручно образование. Во Источна Македонија за упис во прва година за учебната 2018-2019 година слободни места има за 3128 средношколци. Во штипските средни училишта слободни места за упис во прва година за учебната 2018-2019 година има за 976 средни средношколци, информираше денеска раководителот на оделението за јавни дејности Билјана Казанџиска. Таа истакна дека според објавениот конкурс оваа година за 4 средни училишта нема никакви измени во делот на наставните програми и насоки. Општина Штип располага со 976 слободни места за упис на средношколци, од кои 238 во гимназијата Славчо Стојменски, 330 слободни места во средното училиште Колен Ехтенин, 170 места во Димитар Мирашчиев и 238 места во медицинското училиште Јане Сандански. Директорот на Средното текстилно училиште Димитар Мирашчиев Дејан Доневски вели дека оваа година немаат нови наставни програми и насоки, но најави дека веќе од наредната учебна година почнуваат со реформираното средно образование. Ќе се воведат и 2 нови насоки кои ги бараат работодавците од текстилниот сектор. Имаме 2 атрактивни профили, техничар за облека и техничар за моделирање на облеката, кои што се доста барани и атрактивни на пазарот на трудот, и со помош на текстилниот кластер, на општината, на сите други надлежни институции се надеваме на обезбедување стипендии за идните наши ученици. Во средните училишта во Источниот регион слободни места за упис во прва година за учебната 2018-2019 година има вкупно 3128. Првиот уписен рок вообичаено е во јуни. Ресурниот центар за деца со оштетен вид ги дава очекуваните резултати. Во моментов во овој центар 4 основци со проблем со видот следат дополнителна настава, со што се овозможува подобра инклузија во образовниот систем. Децата со оштетен вид полесно се инклузираат во образовниот процес и општествените текови, доколку навреме ја започна специфичната едукација со специјализирани едукатори. За таа цел во Штип, Велес, Скопје, Битола и Тетово се отворени ресурсни центри, опремени со најсовремена технологија. Ресурсниот центар е добро опремен, има богата асистивна технологија, тој е помогнат за да се олесни образованието на децата со оштетен вид. Тоа е
збогатен со електронска табла, односно смарт табла, има браев принтер, браева машини имаме, тетрадки со зголемени коцки и линии и други дидактички средства кои што ќе може да го олеснат образованието на детето за да може да се инклузира во општеството. Проектот опфаќа 3 компоненти: образовен, социјален и здравствен момент. Одделот на образовната компонента веќе трета година како функционираат ресурсни центри за деца со оштетен вид, и тоа во Штип, Велес, Битола, Скопје и Тетово. И во рамки на тој ресурсен центар не само се опремени со најсовремена технологија, која што досега во Македонија не сме ја имале, туку во исто време и се создаваат ресурси, како што се учебници на Браево писмо за основно образование веќе се издадени и во меѓувреме се креираат од страна на самите специјални едукатори од Штип и од другите градови содржини. Преку проектот на УСАИД во скоро сите градови во Македонија се организираат работилници за добука на стручните едукатори, кои работат со децата со оштетен вид. Освен што гасат пожари, интервенираат во случај на тешки сообраќајни несреќи. Штипските пожарникари спасуваат и лица заглавени во лифт. Неделно во просек во евиденција се заведуваат и до 3 вакви интервенции на пожарникарите во единицата. Штипските пожарникари спасуваат заглавени лица во лифт. Во последно време ваквите интервенции се побројни, најчесто по прекини во електричната мрежа, а ние мора да интервенираме, вели командирот на територијалната противпожарна единица Тони Атанасов. Не знам од кои причини, најверојатно одржувачите не може да ги поберат, најлесно е да не поберат нас и ние со наша интервенција ги одглавуваме. Баш затоа ни дава за право веќе да тражиме калаус клуч за лифтовите, за да можеме во дадена ситуација што побрзо да интервенираме, бидејќи тука се работи пред се за млади луѓе, па можете да замислите кои травми ги доживуваат во дадена ситуација. Иако немаат минато ни специјална обука за пожарникарите, овие технички интервенции се дел од нивните секојдневни работни задачи, покрај веќе стандардните интервенции на пожари и на потешки сообраќајки. Па ваква обука немат пожарникарите, али ние не сме значи противпожарна единица. Јас би сакал да повеќе да кажам дека сме единица за заштита и спасување од секакви непогоди. Значи ние сме специјализирана единица и мораме во дадена ситуација да се сноѓаме. Имаме добра екипа, добри луѓе, подготвени за да реагират во секаква ситуација. 3 интервенции во стамбени згради за спасување на заглавени лица во лифт и една минатата седмица се заведени во службената евиденција на Штипската противпожарна единица. Последен пат е интервенирано во стамбена зграда во населбата 8 ноември. Половина час траела интервенцијата на тројца пожарникари за спасување на лицето заглавено во лифт. Од денеска стартува забраната за риболов поради мрестење на рибите. Забраната се однесува за сите риболовни ревири, подрачја и рекреативните зони. Со решението на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, периодот на забрана зависи од видовите на риба, поради што концесионерите се должни за периодот на забрана за рибарење да ги известат рекреативните риболовци поделни видови риби за кои се носи забраната. Оваа забрана се донесува заради овозможување непречен природен мрест на рибите врз основа на доставениот предлог за забрана на риболов од Македонската риболовна федерација. Почна полнењето на оризовите полиња со вода во Кочанскиот регион. Со пуштањето на вода од хидросистемот Брегалница, вода прво добија земјоделците од местноста Босевица, а до крајот на оваа недела вода ќе добијат и земјоделците од Мојанци, Виница, Горни и Долни Подлог. Од водостопанство Брегалница велат дека годинава ќе се наводнуваат околу 8700 хектари во Видинчко, Кочанско, Штипско, Пробиштипско и Свети Николско. Од овие 3700 хектари се под ориз. Денови на модата, отварање на летното кино, Денс фестивал се само дел од културно-метничките програми, кои до крајот на неделата ќе се одржат во Домот на млади. Со модна ревија на студентите од Техничко-технолошкиот факултет при Штипскиот универзитет и средношколците од Средното текстилно училиште ќе стартува традиционалната манифестација Денови на мода.
Вечерва во Штипскиот дом на млади, идните модни креатори од средното текстилно училиште ќе се представат со неколку нивни уникатни модели наменети за тинејџерската популација. Целта на учеството на ова манифестација на нашето училиште е пред се промоција и презентација на училиштето. Облеката со која што ќе се представиме вечер на манифестацијата е всушност изработена од вештите раце на нашите ученици од 2, 3 и 4 година, се разбира со несебична помош и поддршка од нашите наставници, координатори по практична настава. На денешната пресконференција директорот на Домот на млади го најави отварањето на летното кино, имено во сабота во 20 часот и 30 минути. Премиерно ќе биде промовиран најновиот филм на Милчо Манчевски, а до крајот на неделата ќе бидат организирани уште неколку културно-уметнички настани. Во четврток имаме восеќавање на Ацо Шопов, значи имаме рецитаторска средба со учениците од основните и од средните училишта, а додека во недела имаме танцов фестивал кој што е организиран од страна на домашните балетски студија и балетското студио при Домот на Дом на млади. Секторот за внатрешни работи Штип до надлежното основно јавно обвинителство за два одвоени случаи поднесе кривични пријави против АБ, 43 годишен од Штип, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување. Во првиот случај, на 3.7.2017 година, пријавениот како директор на јавното предпријатие ИСАР Штип, без изготвен и одобрен финансиски план на годишно ниво и без одлука на управниот одбор на јавното предпријатие, склучил договор за адвокатски услуги со адвокатот Штип, со важност до 15.8.2021 година, со што започнувајќи од 15.8.2018 година го обврзал јавното предпријатие да плаќа по 33.880 денари месечно за адвокатски услуги. При тоа со клаузула во договорот според која, доколку договорот биде раскинат, јавното предпријатие обврзано да плати целата сума за целиот период од 4 години. Со ова пријавениот создал обврска на јавното предпријатие од вкупно 1.699.065 денари. Во вториот случај пак во текот на минатата година, пријавениот исто така без изготвен и одобрен финансиски план на годишно ниво и без одлука на управниот одбор на јавното предпријатие, склучил 3 договори за услуги со правно лице од Штип со важност до 2021 година, со клаузула според која доколку договорите бидат раскинати, јавното предпријатие обврзано да плати целата сума за целиот период од 3 години. Со ова пријавениот создал обврска на јавното предпријатие ИСАР од вкупно 4.460.400 денари, соопштуваат од МВР. За крај последните информации од спортот. Фудбалските третолигаши од групата Исток утре среда ќе ги одиграат надпреварите од вонредното 20-то коло. Екипата на Кидго во Пехчево ќе се сретна со Слога од Виница. Интересно ќе биде и во Ново село, каде што Кежовица ќе биде домаќин на Маеш од Берова. Се згустува календарот на првенствени надпревари во рамки на третата фудбалска лига група Исток. На Истокот веќе утре среда ќе се одиграат надпреварите во воредното 20-то коло, во кое вниманието го привлекуваат сите три надпревари кои се на програмата. Екипата на Кидго има голема предност, која сака да ја задржи, па ако може да ја зголеми, додека пак останатите екипи се надпреваруваат за престиж, односно за подобри позиции на табелата. Еве ги комплетните двојки за ова воредно 20-то коло. Кежовица Малеш, Кидго Пехчево Слови 1934 и Рудар 1947 Овчеполе. Слободна во ова коло ќе биде екипата на Брегалница Голак од Делчево. Сите надпревари ќе се одиграат во среда 18 април со нов термин на почеток во 16 часот. Градот Штип е домаќин и технички организатор на турнирот во ракомет машки за 8 и 9 одделение во рамки на првенството на училишен спорт. Шесто е најдобри ракометни екипа од Штатија, западниот и Скопскиот регион во Македонија. Во нашиот град ги одмерува силите за тоа кој ќе биде најдобар тим во конкуренција на остали училишта. Денеска Штип е домаќин на државната лига во ракомет за машки за основни училишта 8 и 9 одделение. Тука денеска имаме 6 екипи, од кои се 2 се од Скопје, Виница, домаќинот Штип, Прилеп и Битола.
Значи, државата е поделена на 3 зони, исток, запад и Скопски регион по 2 екипи. Нормално дека денес ќе одиграат сите по 2 надпревари, следуваат турнири во наредните недели и во Битола и во Скопје, и ова е еден допринос за развој на младинскиот и на младинскиот ракомет и нормално за развој на училишниот спорт. Што значи ваквиот тип на надпреварување во склопот на ракометот во целина во Македонија? Да, но одовде може да се изродат некои едни таленти. Секако дека може, и тука јас веќе гледам таленти. Во принцип, еден млад играч да се изгради во врвен играч му требаат во континуитет 60 до 70 надпревари годишно. Само на овие надпревари децата во овие турнири ќе одиграат 6 од тие надпревари. Имаат и друг систем на државни такмичења, имаат и се надпреваруваат и во лигите на федерацијата, играат и пријателски надпревари, треба да одат и на турнири за да стасаат до сепак сериозна бројка, бројката од 60 до 70 надпревари, меѓутоа допринос кон тој подигнување на нивниот квалитет се и овие турнири и овие државни лиги на основните училишта. За крај збор 20 за судијскиот пар, тука се Стефан Станков и Иван Јовановски, кои што се млади, перспективни, кои веќе ги зачекорија оние свирки во првата ракометна лига на Македонија. Па така, како човек од ракометот, знам дека судиската организација секогаш има потреба од млади перспективни судии. Пријатно сум изненаден од момците, иако се млади, искусно ги водат овие надпревари, не дозволуваат, нели, оваа млада зовриена крв овдека на теренот да направи некаков проблем. Им посакувам успех во кариерите и ако продолжат вака, сигурен сум дека многу брзо ќе напредуваат на листите и во лигите на ракометната федерација. Ваквиот тип на ракометни првенства е одличен можност за младите таленти да дојдат до израз, да го искажат сиот свој раскошен талент и да ја креираат својата спортска кариера во некој од поголемите клубови. Ракометниот клуб Текстилец во брилјантна игра издвојува убедлива победа во Куманово и се наоѓа во златната средина на прволигашката табела. Првенството во првата ракометна лига на Македонија во полн лек, а со тој и активностите на ракометниот клуб Текстилец во Штип. Променливата форма којначе е надмината и се почесто штипските ракометари постигнуваат вредни победи. Нашите последни резултати се одигравме 20 коло од првата македонска лига, гостувавме на екипата во Куманово, изигравме доста солиден и квалитетен надпревар, а полувреме беше нерешено 12-12, додека крајниот резултат беше 18-29, значи победа на нашата екипа. Значи во одлична игра нашите ракометари се представија, играа доста цврсто во одбрана, ефикасно во нападот, така да што во вториот дел на надпреварот заслужено додовме до победа. Моментално сме на 6-то место со 11 победи, 20 коло се одигра, имаме уште 6 кола до крајот на првенството, 3 во гости и 3 дома. Се надевам дека дома сите 3 екипи ќе ги победиме, во гости барем некаде да освоиме уште 3 бода. Ваквиот успех на ракометарите на Текстилец радува, бидејќи остварен со помлади играчи, односно во отсуство на неколку стандарни превотинци кои го напуштија клубот во текот на оваа сезона. Тоа беше се што ви подготвивме во овие вести на Ирис телевизија. Повеќе информации можете да прочитате на iris.mk. Пријатно!